Добра вест од Пониква денес најави премиерот Зоран Заев за оризарите од Кочанско-виничкиот дел на регионот. Иако преговорите за откупната цена на арпата и оризот се уште траат, тој наговести и државна помош. Веќе разговараат службите за арпата и за оризот. Тука сме да помогнеме, секој пат ќе помагаме. Она кое што мора да го сработиме сите заедно е тоа да зголемиме продуктивноста, квалитетот, да бидеме се конкурентни на пазарите. Државата ќе помага и секако тоа никој пат не треба да биде доволно, заради тоа што и самото помагање мора да има конечна цел, а тоа е зголемување на приносот по хектар, зголемување на квалитетот, на тоа што го произведуваме, колку што може да јакнеме повеќе во првите класи, заради тоа што тие носат и подобри цени во плаќањето. Многу е важно отварањето на новите пазари. Тоа е битка која што ја водиме постојано. Најавата за помош доаѓа во момент на тешки преговори помеѓу производителите и Министерството за земјоделие, кои во случај на неуспех речиси сигурно ќе завршат со блокада на патиштата во регионот. Значи, фактички ние одиме на варијанта околу 1000 денари по единица декар. Јас дека тоа не е многу, верувам дека се најде некој соломонско решение. Во колку не се постигне договор, ние од понеделникот натаму, како иницијативен одбор за спас на производството, ќе го блокираме статуски покотен. Освен за оризарите, со одлука на владата помош ќе добијат и сточарите. Ке се исплаќаат дополнителни 400 денари за предадено и заклано јагне во кланични капацитети. Со мерката се опфатени 3600 земјоделски сточарски стопанства кои имаат предадено во кланични капацитети околу 190.000 јагниња. Стои во владината одлука. Колку оваа помош им значи на сточарите во годината кога откупот на јагнињата беше крајно проблематичен и неизвесен? Сигурно ќе помогне, што е повише поубаво е, али благодарни сме и на толку што викат. Сега она не е доволно, нели, за сточарството, баш у овчарството. А важно ќе помогне многу.